анкета на Телма и МЦМС околу рейтингот на политичарите и јавните личности кои би можеле да седнат во председателската фотелја. Направена е од 7 до 14 декември на 2014 испитаници, а мои гости се новинарот Горан Михајловски, аналитичарот Ибрахим Мехмети и Александар Кражаловски од МЦМС. Во најавата кажавме дека Зоран Заев ја има предноста во оваа анкета. Христијан Мицковски пак има предноста кај македонците, но да видиме што покажуваат резултатите. Боби Христов за рейтинзите и кроз табулациите кај албанците и кај политичките партии. Многу крупни политички потези го одвлекуваат вниманието од председателските избори до година, иако во партиските кујни веќе се калкулира па и се испитува рейтингот на потенцијалните кандидати. Колку нашата листа соодветствува со партиските калкулации и зошто токму овие имиња се на списокот, оставам да елаборирате натаму во текот на дебатата, но она што ние го имаме е прашање доколку утре се одржат избори за председател, за кој кандидат најверојатно би гласале. И најголем дел, 12,4% би гласале за актуелниот премиер Зоран Заев. Потоа со 8,2% следуваат лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Стево Пендаровски, националниот координатор за НАТО, има 6,8%. Само 3% поени на разлика на петтото место е Бујар Османи. Додека некогашниот македонски Обама Имер Селмани, кој еднаш веќе се опроба во председателската трка, има поддршка од 5,8% од испитаниците. Потоа следуваат Теута Арифи со 3,4%, 2,7% Тања Каракамишева, Гордана Силјановска, Мирјана Трајковска-Лазарева и Радмила Шекеринска со по 2,4%. Не се незначителни оние 18,8% кои што се изјасниле дека во ниту едно од овие личности на нашава листа не гледаат кандидата за иден председател, како и оние 14,9% кои што се уште не одлучили. Но дури и ова предпоставена листа не би била целосна со оглед на цврстиот став на Демократската унија за интеграција, еден од партнерите во владата, дека на избори ќе треба да се оди со така наречен консензуален кандидат, односно кандидат прифатлив и за Социјалдемократскиот сојуз и за ДУИ. И затоа интересно е да се види што покажуваат вкрстените податоци, што според етничката припадност. Ова е табелата, многу комбинаторики и малку е комплицирано, но еве, во поедноставена варијанта, ако го бараме кандидатот кој има најмногу поддршка и меѓу македонците и меѓу албанците, тоа е повторно премиерот Зоран Заев со 11,2% поддршка кај албанците, 10,2% кај македонците. Втор би бил Никола Димитров, трет е Стево Пендаровски. Втор значаен елемент од ова споредба е што кандидатите кои не се поврзуваат со СДСМ и се или условно независни или се сметаат за потенцијални кандидати на ВМРО ДПМН, кај етничките албанци не можат да сметаат воопшто на ниту еден глас, што го доведува во прашање коалицијскиот капацитет на ВМРО ДПМН. И третата карактеристика од оваа споредба според етничката припадност и покрај таа видлива подготвеност кај етничките албанци од безмалку 20% кои што би ги дале гласовите за кандидат македонец на оваа листа, сепак, ако партиите на албанците би излегле со свој кандидат, мнозинството гласови остануваат во тој кампус. При што прв е Бујар Османи со 22,7%, потоа следува Имер Селмани со 20,8% и Теута Арифи со 12,3%. Но не е незначително и што 12,3% не гледаат ниту еден кандидат, а 8,8% не одлучиле. Неодлучноста кај во испитаниците од македонци е многу поголема. И сега, ако и на оваа хипотетичка листа, Жане, сакате да ви ја искомплицирам дебатата,
Ќе додадам и партиска кроз табулација споредба на податоците, но само на членството на СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. И освен она видлива подвоеност, секој за и во своето јато, ниту ВМРО ДПМНЕ би гласале за поддржувачите на за кандидатите на СДСМ, ниту кандидатите на СДСМ би гласале за поддржувачите на односно за кандидатите на ВМРО ДПМНЕ. Впечатливо е дека најголемата поддршка кај СДСМ ја има премиерот Зоран Заев со 36,6%, но потоа втор на листата е Стево Пендаровски со 19,8%, трет на листата е Никола Димитров со 13,6%, некаде околу 5,4% е поддршката која што ја има вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. И втора значајна карактеристика е што многу поголема, помала е неодлучноста на поддржувачите на СДСМ наспроти поддржувачите на ВМРО ДПМНЕ, каде што процентот на оние кои што сметаат дека ниту еден кандидат не би ја добил нивната доверба, односно се уште не се одлучиле, е многу поголема. И тоа е што се однесува до претседателските избори, но имаме и друга варијанта која што е хипотетичка, а тоа е дека заедно со претседателските избори се поврзуваат и парламентарните избори. И во тој случај, што доколку утре се одржат парламентарни избори, СДСМ и натаму во водство 26,9%, околу 5% поени помалку од ВМРО ДПМНЕ со 21,6%, трети се ДУИ со 7,4%, Алијансата на албанците би добила 3,1%, а БЕСА 2,1%. Вредно за анализа. Не одговориле 18,4%, а нема да гласаат 17,3%. Овдека, освен порастот на ДУИ од 1% поен споредено со анкетата што ја имавме и ја презентиравме на 21 ноември, нема апсолутно никакви разлики во рейтинзите на партиите. Сепак, фокусот пред се во ова наша вечерашна анкета се податоците околу претседателските избори кои што ги презентиравме во првиот дел. Жане, повелете. Благодарам, Буби. Ете, Буби ни ги кажа речиси сите проценти во однос на рейтинзите и што се однесуваат на најбитното прашање во оваа анкета, доколку утре се одржат избори за претседател за кој кандидат е најверојатно додека би гласале. Кржаловски со оглед на тоа што МЦМС и Телма прават веќе 2 години вакви анкети. Ова е прва анкета во однос на рейтинзи, така се по година ќе бидат претседателските избори. Меѓутоа се покажува дека Заев го влече најголемиот рейтинг кај гласачите и во својата партија, и кај албанците, и кај македонците, а по него е Христијан Мисковски, затоа што пак всушност тој ги има гласовите на македонците, меѓутоа ги нема на албанците. И Димитров, кој што е профилиран се уште како независен кандидат, кој не се спојува директно со одредена политичка партија, меѓутоа е во владата на СДСМ. Добро, прво пред да почнеме коментари, честитки до Телма за успешно завршениот проект кој денеска го имаше завршениот настан, во кој заедно 2 години спроведувавме топ тема на наша страна, во која нашиот дел беше меѓу другото анкетите и кој пак за наши потреби ги спроведуваше еден проспект и ова е последната од тој пакет. Ние сега ќе продолжиме надвор од проектот, но се заокружува еден успешен 2-годишен процес на вакви анкети и точно прв пат правиме за претседател, но голем дел од овие личности фигурира и во претходните анкети, кога прашувавме за рейтинзи или доверба во политичарите. Само се различна ситуација при која се прашува за претседател и може неколку работи да се искоментираат. Например, за Заев, точно дека во оваа констелација, во овој избор на личности, кој е исто прашање дали ќе биде релевантен за уште за месец дена кога ќе почнат по конкретните имиња на кандидати да се појавуваат. И прашање дали воопшто тој ќе биде кандидат, бидејќи засега изјавува дека нема намера да се кандидира, односно сака да го доврши
премиерскиот мандат и лично мислам дека е неговиот профил на личност и на интерес повеќе премиерската функција отколку председателската, барем за сега. Се може да се, јасно е дека за сега заради неговото се присутност во јавноста и со договорот од Преспа и со се што се случи околу уставните промени, и логично би било и како политичар со најголема доверба на претходните анкети со 21% наспроти следниот кој имаше 7%, 7,5% беше Мицковски тогаш. Логично беше да се очекува дека и на вакво прашање ќе биде во водство. Но е прашање зошто па не е 27 пак, туку е 12%. Меѓутоа, ако не се кандидира, па тогаш има СДСМ, да речеме, проблем. Ако гледаме внатре партиските луѓе имаат мали рейтинзи, како што е Радмила Шекеринска 2,4 или Оливер Спасовски со 1,4, а повеќе даваат предност гласачите на Стево Пендаровски и Никола Димитроков, за кои што веќе реков дека се профилирани и се во оваа влада, меѓутоа се профилирани како непартиски личности. Добро, тука е дискутабилно на волку широк спектар на кандидати, нормално се распределат гласовите и кога ќе се стесни изборот, ќе бидат подруги бројките, бидејќи сега има можеби премногу кандидати од СДСМ, очигледно или релативно јасно фигурира само Христијан Мицковски од убедливо на страната на ВМРО ДПМН, многу подолу се Тања Каракамишева, Трајко Славевски или неутралната Гордана Силјановска, која би можела се или Ганка Цветанова од тој блок да се гледа. И тоа исто можеби јасно кажува зошто е толкава, бидејќи другите личности што фигурираат до сега на рейтинзите, Никола Груевски и Ѓорѓи Иванов, нема да бидат сигурно кандидати. Груевски не е во државата и нема да се врати за претседателските избори. И Иванов веќе нема право да се кандидира, така да некако го исфрла автоматски тој е единствениот кој што како најлогичен кандидат. Иако и таму јасно верувам дека тој би се кандидирал. Би се кандидирал. Мехмети, во однос и на овие кандидати и оваа листа, меѓутоа се покажува и во претходните анкети дека рейтингот Зоран Заев го црпи и од албанските гласачи и му е најблиско до Ахмети, кога сме правеле на лидери и на политички личности, а пак во оваа анкета исто така се покажува дека македонците и предноста има Христијан Мицковски кај македонците. Меѓутоа опасноста е доколку би бил кандидат за председател, да кажеме, не би добил можеби речи ниту еден албански глас. Значи тој треба, ако не се кандидира, да одбере личност која што би ја гласеле и албанците од внатре партиски. Сега за сега овие што ги имаме на листата е тоа неможно. Како прво мислам, би сакал да кажам дека вашата иницијатива мислам дека е одличен потек да се почне дебата од перспектива на јавноста, а не од политичките партии. Веќе вообичаено имаме кандидати кои се промовираат од политички партии, потоа се меди рейтингот кој е од 20, 30, 40 кандидати кој е по-прифатлив. Вака мислам дека е добра шанса јавноста да влие на самиот предлог или избор од страна на партиите. А што се однесува до рейтинзите, односно до ова дека некои од кандидатите, како што спомнавте, случај со Мицковски, кој што има висок рейтинг, но само кај македонците. Ако зборуваме за председател на држава, мислам дека би било неопходно било кој кандидат да има поддршка од сите граѓани, бидејќи таква е функцијата на председателот, која што бара тој да биде човек кој што ќе ги премости разликите кои се појавуваат од разни причини во политичкиот живот. Се разбира и меѓународната политика, но ние видовме во минатиот период дека сепак, иако нашиот политички систем председателот го става на не толку влијателна позиција, сепак видовме дека може да направи штета ако не корист, и затоа мислам дека е битно да биде човек кој што е прифатлив, нема да кажам консензуален, затоа што самиот збор веќе беше некако испревртен во минатиот период, но човек кој ќе биде прифатлив за сите граѓани. Се разбира, тоа не е секогаш можно, но би било добро од оваа ваша иницијатива, да речеме од овој
оваа рейтинг листа да се почне дискусијата и мислам дека според мене би требало да бидат фаворизирани, поддржани од јавноста тие кандидати кои што ќе се приближат кон сите групи на граѓани и на тој начин да ја заслужат довербата на и да добијат кредит за утре да можат да бидат помирители или пак преностувачи или на некој начин да бидат ама да имат некоја кохезиона сила во општеството. Горан, на оваа листа видливо е дека лидерите предночат. Од друга страна пак, ако идеме со тезата на Ибра во однос на тоа кои пак од другите личности и во албанскиот и во македонскиот дел добиваат гласови, тоа се да речеме Никола Димитров, кој е прифатен кај албанците, има добар рейтинг, или Стево Пендаровски. Што би се рекло дека ако лидерите не конкурираат за председател, тогаш останува и двете партии да испробаат кој од тие нивни кандидати, како што би рекле вие, ќе ги има гласовите на едните на другите. И да подсетам, историјата покажала дека при изборот на председател албанските гласови биле пресудни во изборот и битката помеѓу Тито Петковски и Борис Трајковски. Вториот круг всушност покажа дека Борис Трајковски победи со гласови на албанците, за кои што некои тоа го спореа. И негласањето на албанците беше пресудно да победи Ѓорѓе Иванов. Така, и така да многу е битно тоа, Горан повели. Види, ние малку премногу мислам дека се сега се подпираме на она што било во минатото, дека биле многу значени албанските гласови за да се избере председател. Не водејќи сметка дека сега се соочуваме со уште една работа во Македонија, кај што имаме едно ВМРО кое што мислам дека е способно да направи бојкот на овие избори, а тоа го покажа и со неизлегувањето на референдумот, иако не повика нели јавно на бојкот. Така што не би играл јас премногу на консензуален, условно речено, кандидат помеѓу македонците и албанците, туку треба да се игра малку повеќе на консензуален кандидат меѓу условно речено македонците од СДСМ, од ВМРО или левица, десница, како сакате наречете ги, затоа што прво да ви кажам искрено, јас сум малку изненаден и зошто сега Зоран Заев се појавува во ова анкета. Дали тоа го, не знам, дали тоа ние сме го предпоставиле понуда или граѓаните сами го истакнувале. Затоа што понудени се имињата на анкетата, ако се понудени, мислам дека Зоран Заев сам си кажа дека 2019 година ќе биде година на економијата. Значи, ако он мисли да трча за председател, значи дека таа година ќе биде изгубена за економијата. Второ, евентуалното појавување на Зоран Заев за кандидат за председател не би било добро не само заради тоа што имаме поларизација, значи дефинитивна поларизација меѓу едни македонци и други македонци. Едни значи многу го сакаат, други воопшто не го сакаат. Туку имаме проблем и со едно изневерување на очекувањата на оние граѓани кои што не се партиски определени, бидејќи сите чекаме да дојде живот, нели? Дојде живот. Животот не е само отварање на евроатлантски перспективи. Добро е, секоја чест се бутна, се избутка процесот, веројатно ќе заврши процесот со Грција како што треба. Ќе се отворат евроатлантски перспективи, меѓутоа животот не е само НАТО. Значи животот е нешто со кое што премиерот иден, односно овој сегашен премиер, треба да се зафати во секојдневието. Значи ќе заврши во моментот кога ние ќе ја затвориме ова поглавје, историско, уште едно историско поглавје Македонија, ние ќе се вратиме на секојдневните проблеми. Ние имаме тотално уништена држава, тотално уништени системи, секаквите, тргнете од образование, од здравство, од урбанизам. Тоа е се тоа што го прави животот. И граѓаните веќе ќе им се здосади од дури од вакви дебати, академска дебата за корупција, кога секојдневно ќе се соочуваат со корупција, или академска дебата за здравство, ќе отидат во јавно здравство и
Меѓутоа, се еве, шокира. ако за- Така што мислам дека идејата да се кандидира Зоран Заев, мислам дека би било многу почесно од негова страна, во исто време да направи и парламентарни избори, предвремени, за да истурка уште еден мандат, имајќи го предвид еве сегашниот рейтинг на ВМРО ДПМН и особено рейтингот на лидерот на ВМРО ДПМН, отколку да трча како председател. Идејата за председател на Зоран Заев е од една друг аспект, ако видиме историски Кржаловски имаше кога Бранко Црвенковски се кандидираше од премиер, председател на партија и стана председател. По мене тоа знае некојаш да биде и прибежиште за од премиерска позиција на председателска за да остане во живот на топ позиција некој политичар, како што тоа го направи Бранко Црвенковски. Во моментов, според мене, Заев не му треба такво нешто, затоа што има и голем рейтинг во партијата, голем рейтинг кај гласачите како премиер и најдобро стои во СДСМ во моментот. А од друга страна пак, ако бидејќи Горан го анализираше Заев, би сакала со вас Христијан Мицковски, кој што во моментов пак е личност која каде што се сконцентрирани гласовите. Оти и самиот рековте, Груевски не е тука, Иванов нема да се кандидира, други личности не видовме дека се isprofilираа во меѓувреме во ВМРО ДПМН, а оние што му пречеа па ги исклучи од партија. Така што и самиот Христијан Мицковски можеби влегува во ризик да ја остави партијата во една ситуација со уште еден нов лидер за толку кратко време, а тој да работи само на своите лични перспективи и потреби. Добро, затоа реков не би придавал толку значење на пониските проценти на сите други кандидати, бидејќи е логично вака да се очекува лидерите да секако да испливаат на површина како со најголем рейтинг или најпосекувани кандидати за председател, ама пак тоа е релативно се до моментот додека не се одлучи партијата кој ќе биде кандидатот и ВМРО знаел да изненади и со Борис Трајковски, па и со Ѓорѓи Иванов, кои се биле кандидати и Љубиша Георгиевски на времето, значи не би се изненадил некој од листава да биде на крај кандидатот на ВМРО, ако има кандидат. Интересна дилема е ова. Да, прашањето го имавме, ќе го видиме ќе се оди воопшто на избори, ако верувам дека ќе биде така, ама тогаш драстично ќе се смени, односно сите овие гласови што се сега, бидејќи ако видиме по партиските рейтинзи, она што е драматично во тој графикон е точно поларизацијата, каде што ниеден од кандидатите од СДСМ во ВМРО нема повеќе од 1% поддршка и обратно. Значи тотална поларизација, значи сите албански кандидати имаат поголема поддршка кај СДСМ отколку било кој од ВМРО-ските кандидати. И во тој случај може да се очекува дека целиот ВМРО-ски корпус ќе се сконцентрира на кој да биде кандидатот и тогаш ќе се рипне процентот. Да, ма се покажува, повторно ќе речам и дека во СДСМ повеќе поминуваат Никола Димитров, еден Стево Пендаровски, во ВМРО добро неприкосновен е Мицковски. Мехмети кај албанците, само да кажам дека сите што седиме на оваа маса можеме да се кандидираме за председатели, за тоа што ги имаме потребните години. Ама Бујар Османи нема. Во меѓувреме, колешката Оливера Трајковска проверила, Бујар Османи ќе полни 40 години ако се изборите во мај, тој некаде во октомври. Значи, во моментов да го елиминира. Да, тој би бил во септември. Меѓутоа, морам да кажам дека тоа не сме го зеле во предвид. Бујар Османи има 6,5%, а зад него е со 5,8% Имер Селмани. Интересно е што Имер Селмани не е активен на политичката сцена. Го гледаме како аналитичар во дебати, негова заслуга е што имаше многу гласови своевремено кај македонците и затоа го нарекуваат Обама, меѓутоа сега не стојат работите така, тој ги нема, нема поддршката кај македонците, има повеќе кај албанците и тука не може да се isprofilира некое име кое што ќе земе доволно македонски гласови за да биде макар и таков консензуален кандидат. Како прво сакам да се надоврзам на оно што го кажа Горан. Да, веројатно дека политичките партии ќе сака да се кандидира со човек кој што ќе може да победи. Без разлика дали е тоа и
според таа логика, Горан, тоа зашто СДС да не го кандидира Заев? Ако се оди на тоа дека тој што има највисок рейтинг, односно не да се оди на кандидат кој што е прифатлив за... Затоа што Заев им е потребен на СДСМ како премиер отколку како председател. Тоа е, не сум сигурен дека они така размислуваат, но не е битно. За мене и за нас... Парите се во владата, Да. да не заборавим. Али И моќта. како јавност, мислам дека јас барем така чувствувам дека ние треба да се обидеме да влијаме на политичките партии, бидејќи они секако дека ќе бидат одлучувачкиот фактор во кандидирањето на луѓето. Мислам дека е многу важно да имаме представител кој што ќе биде прифатлив за поголем број на граѓани, тоа поголем број на групи на граѓани, на етнички заедници да речеме, и не само етнички заедници, туку Добро, ова Горан воопшто. што вели македонците исто така се согласат околу него, бидејќи сега се покажува Во дека моментов е поголем поголема е анимозитетот помеѓу поларизацијата. македонци и македонци Ама- отколку меѓу македонци и албанци. Значи да има Мислам за кандидат прв пат македонски што ќе во овие биде 27 години. Според анкета излегува дека ниеден кандидат не е прифатлив за, значи не македонци, ние имаме левица и десница, ВМРО и СДС, да бидеме реални. Според бројките така излегува и очигледно дека не постои желба за приближување или ја не сум толку сигурен во тоа дека нема да има кога ќе се појави тој кандидат. Јас тука гледам потенцијални, не мислам дека ако мене ме праша дека Заев би бил најсоодветен, нешто нема квалитети, туку јас се сложам со Горан во тој дел дека он се покаже како личен премиер и прашање дали би може некој друг да го заземе неговото место и да продолжи со тие реформи кои што се веќе ќе ризикува многу, Ще веројатно. голем е ризикот и за државата, не за партијата, толку колку за државата, барем според мене. Но секако е битно да имаме човек кој што ќе биде не мора да биде он прифатлив за сите. Тоа е невозможно, но човек кој што се обиде да се приближи кон луѓето. За мене тоа е доволно. Дали он ќе добие гласови од сите, тоа веќе е друго прашање. Али битно е за мене да покаже волја, а од ВМРО-скиот кандидат ја не сум видел дека некој покажа волја да се приближи кон албанци или кон другите. Факт е дека во Македонија не се профилираат и не водат кампања како во Америка, да речеме, иако ние сме парламентарна демократија, меѓутоа убаво би било да ги истакнат уште сега кандидатите, кога ги правиме анкетите да бидат врз реални личности, а не што се зборува во кулуарите, и затоа немаме реална слика кои би биле кандидатите и како би се движеле. Вака, бидејќи ние можеме сега да кажеме се пред они да сложувам дека кандидираат. ние предлагаме можеби на овој начин, меѓутоа еве, се покажало и во минатото, иако на пример Кедев бил кандидат за кој застана во ДПМН, дека не поминуваат во Македонија личности кои не се профилирани партиски и кои не произлегуваат од партијата, можеби директно. Зборувам, Иванов беше еден независен кандидат, повторно поддржан од ВМРО на ДПМН. Од друга страна, и затоа тука би ги прочитала имињата како што се Каракамишева, Силјановска, Каракамишева сега дека е независен кандидат, добро, не би отишол на... Ако зборуваме дека и Димитров е независен и непартиски, не знам да не е во извршен комитет и слично. Да довршам ова теза што меше дека и не се сложувам дека гласовите на албанците не се толку важни и се покажа дека и случајот на Борис Трајковски и случајот на Ѓорѓе Иванов, значи Ѓорѓе Иванов затоа што албанците не излегуваат да гласаат, според мене победи. Иначе не верувам дека ќе победеше, бидејќи разликата беше мала. Не реков јас дека не се важни, него реков дека овој пат уште повеќе може да се комплицира со евентуалната можност за бојкотирање на изборите од страна на македонците. Бојкотот е друга тема. Тоа е. Затоа мислам дека онаа поларизираност што постои меѓу ВМРО и СДСМ во моментов, која што може, која ќе се искомбинира заедно со разочараност на голем број неопределени граѓани, кои што еве дури тука се појавуваат, може да доведе до повторно некаква криза, од 40% е цензусот. Видовте како прашање дали ќе беше Меѓутоа референдум. само да јас да решам дилемата за бојкотот, бидејќи се наметна сега, дали е оправдан бојкот на претседателските избори од било која политичка партија? 67,2% велат не, да велат 29,9% и 10% велат не знаат. Што се однесува кај политичките партии,
дали е оправдан бојкотот на претседателските избори од било која политичка партија кај македонците и албанците, 70,8% не би бојкотирале македонци и 56,9% албанци не би Ма имаме бојкотирале. две различни работи. Кога зборуваме ке ВМРО, ДПМН и СДСМ, ВМРО не би бојкотирале 63% и СДСМ 77,7%. Ако бойкотира ВМРО или СДСМ, нема да имаме избори. А ако бойкотираат албанците, тогаш се одлучува победникот. Тоа ми е Меѓутоа збор. се зависи од кандидатот. Значи многу е Се битно, разбира затоа дека- го апсолутно. нотиравте Иванов како Да, пример. да. Да завршам Да со одговорам прашањето, се- да, се за да Михајловски ми е прашањето дека не поминуваат кандидати кои што не произлегуваат или не се директно поддржани од политичка партија. Или им се непознати на јавност. Па мислам дека уште македонско општество не е созрено за такви кандидати. Мислам дека се уште е мала да речеме онаа категорија на граѓани кои што се свесни дека треба да бараат владење, добро владење, дека од тие што ги бираат бараат добро владење. Кај нас за жал се профилираше една таква демократска култура каде што граѓаните бараат услуга од партијата. Бараат услуга од тој што ќе го донесат на власт, а не бараат услуга за себе за добро владење. И мислам дека заради тоа они не можат ни да перцепираат некого како личност кој што ќе им донесе нешто подобро. Иако кога станува збор за председателот, не е тоа некоја функција која што може да Која може да им донесе нешто донесе подобро. нешто Затоа инсистирав пред тоа на тоа, на она нели дојде живот. Заев има допрва да се докажува да дојде живот во Македонија. Затоа што ова што го заврши, да, окей. Не е дојден одамна, мислам, не е дојден животот во секој невието. Да, факт е дека ние и би имале реална шанса до април кога би биле изборите и да го тестираме тој дел, бидејќи ќе се заврши прашањето околу името со кое што се занимававме многу долго и ќе почнеме сите ние да се занимаваме со многу реални прашања и проблеми. Меѓутоа со реален проблем може да се соочи и Мицковски, на кој што оние што ги исклучи од партијата и генерално му порачаа дека има трпение да видат дали тој ќе успее да направи нешто на претседателските избори и ќе го поддржат во тоа, меѓутоа доколку не успее, тогаш може да му се случи конгрес евентуален за негова смена. А ако одат работите вака како што одат, според мене во ВМРО ДПМН најголема корист за рейтингот има нели Мицковски, добро ја одржува во кондиција партијата, ако ја го видиме партискиот рейтинг, се уште која е со тие 5% разлика, меѓутоа е прашање дали ќе успее да направи помак и да добие избори, а следни избори се претседателските. Па малце дискутабилно за ова, бидејќи на моменти се доближи на помалку од 1% разликата некаде околу референдумот и во тоа време дури со скриен или тивок бојкот или со едноставно неизјаснување како што беше официјалната позиција на ВМРО ДПМН. Во тоа време се доближија рейтинзите на двете партии, но особено после гласањето на 19 октомври за почеток на уставните промени, повторно се врати на скоро 5% разликата, бидејќи претпоставам поддржувачите на ВМРО склучувањето на референдумот го доживеа како некој вид победа. Да, ма не ја на таа казнија варијанта. СДСМ, да речеме, генерално јавноста и гласачите заради тоа што поминаа уставните амандмани, ќе се случи зашто промена на немаше, името. Значи нема да има последици заради тоа. За сега, а бидејќи па почетокот на уставните промени, од друга страна се доживува како пораз на ВМРО, бидејќи од нив 8 пратеници излева. И под какви реперкусии ќе има исклучувањето, добро ќе видиме, ама се рефлектираше на рейтинзите со доживување дека не успеа партијата да ги задржи кохезијата во своите редови и да го спречи почетокот на уставните промени. И верувам дека заради тоа има разочареност во партијата и додуше не размислував на таа варијанта, ама сега има логика во што го вели Горан, дека со таа комбинација, ако посебно ако се изгласат и во третото гласање уставните промени, тоа ќе се доживее како некако вид победа на владеачката коалиција, дека го истуркаа процесот до крај, особено при Грција ако се ратификува, ќе има доста аргументи за бојкот, особено што е видливо дека кај албанците никаков глас не може да добие било кој кандидат
на поддржан од ВМРО ДПМН или ќе треба многу креација да се Не, факт е дека Мисковски оди на тоа и може да се пофали дека ги има гласовите на македонците, дека му расте рейтингот од 2, неколку на 8,2 и сето тоа. Меѓутоа факт е дека ако пак ги спојат како што вели Горан Председателски парламентарни, тој не може да направи влада ако нема партнер во таа влада, односно албанците. За сега мора да работат на тоа и тоа е потребен услов оваа поддршка. Така да може да се радува македонците, само ама на не е доволен сопствениот за да рейтинг кај македонците. Ама него тоа и му е оставено. Мислам, се уште му е рано да оди на други теми, освен ова што се бави сега. Со национализмот и името не го даваме. Мислам, се уште се свежи сеќавањата на злосторствата на неговата партија и дури сум убеден дека и овие неопределениве кои што се лути. Не зборам за неопределените, не зборам за лутите СДСМовци кои што се лути на Заев затоа што не им дал некое место или не. Него зборувам за луѓе што бараат нели добро владење, кои што се лути, се уште им се свежи сеќавањата на Груевски и на сето тоа што го поминале у тоа време, па би се одлучиле на варијанта нема да го казнам СДСМ со тоа што ќе излезам да гласам за ВМРО, бидејќи е се уште тоа болно, ама едноставно нема да излезам. Добро, А 40% се, мислам, ние пак можеме пак да влеземе во некоја уставна криза. Ниту еден од кандидатите висок е процентот 18,8, може не сме им ја погодили листата и се уште не сум одлучил 14,9. Факт е дека е рано за да се одлучува според оваа листа. Меѓутоа Ибрахим, во однос на кандидатите повторно, ние во оваа анкета не ги ставивме лидерите на албанците, на партиите на албанците, дали би се кандидирале за кандидати. Тоа не се случувало во минатото, јас не се сеќавам дека некој воопшто се кандидирал од нив, ниту пак се разговарало за тоа дека некој од нив би се кандидирал и затоа не се ставени. Меѓутоа ги става луѓето од нивното раководство. Гзим Острени своевремено беше кандидат или исклучиво партиски човек. Сметате ли дека овој пат ќе се оди или на поддршка на консензуален кандидат заеднички со СДСМ, или пак ќе се оди на разбивање на гласовите на албанците? Факт е дека уште една работа да не заборавиме, дека Заев ги има гласовите на албанците и дека му дише постојано во врат на Ахмети со ретинзите, што баш и не е добро ако збориме како албанска. Ако се збори од себичен аспект, да, од партиски аспект ако збориме. Добре, сепак јас се уште инсистирам дека кога се работи за председател на држава треба малце сите ние поинако да збориме и се надам дека и политичките партии ќе смогнат сила да бидат малку да се дистанцираат од нивниот партиски интерес, затоа што председателот е татко на нацијата или мајка. Може да биде се. Само да речем, жените многу лошо поминаа на оваа анкета. Јас на пример би сакал да видам дама. Да, меѓутоа жените се Теута Ариф има 3,4, прва е под понудените жени. Ако гледаме, значи мене првенствено ми е битно нашиот иден председател да биде човек со углед и честен и достоинствен, а не човек кој што ќе биде партиски војник, туку да биде човек кој што ќе биде над сите партии и човек врз кој што не ќе може да влијат политичките партии, да му се јавуваат и да му кажуваат како да потпишува и да не потпишува. Само кога сме кај ова и за прашање како амнестијата би се одразила на казнувањето и гласањето? Тоа е друга тема, него за албанците мислам дека ова прашањето за албанските партии генерално од сите избори до сега албанските партии не претендираат дека може да добијат на општи избори. Дека може да победи албанец на општи избори. Иако е тоа може би штета, бидејќи може да има кандидати кои што може да се одлични за сите граѓани, не само за албанците, но тоа е друга тема. Во случајов албанските партии нема да идат со лидерите, зашто тоа е однапред се знае дека не може да победат, туку ќе идат на тоа да во првиот круг да соберат повеќе гласови и на тој начин да влијаат врз изборот на потенцијалниот еден од двајцата кандидати што идат во вториот круг. И мислам дека тука е главната борба.
тој консензуален, зборот консензуален, мислам дека јас неколку пати се обидувам, многу пати до душе, да разберам што значи, мислам дека нема смисла. Според мене, тој кандидат треба да биде кандидат кој што може да се приближи до сите заедници во Македонија, да биде отворен кон сите и да биде рационален, да биде човек на 21 век во она смисла. Ние вака добро теоретски го осмисливме, ама уште да се најде за да може тоа е нашата задача, ние треба да се обидеме да влијаме и на граѓаните, не, да ги факт е тоа, меѓутоа не е лесно да се пронеде такви личности. Затоа сме ние во ваква состојба. Цел Балкан сите напредуваат, буквално сите, ние сме најзаостанати во сите полиња, да речеме, и во евроинтеграција и во углед нашите сад. Имаме прашање, кој го вика на некој настан или да, имаме прашање каков би сакале да бидат председател со кои карактеристики. Меѓутоа прашањето за тоа и за како и овие последниве настани околу амнестијата би влијаеле генерално на рейтингот на личностите и на партиите, ќе ги оставиме веднаш по рекламите. Во вториот дел од емисијата наред се прашањата за тоа каква е перцепцијата за профилот на претседателскиот кандидат, меѓутоа и дали би гласале за кандидат на партија на која не сте симпатизирали за етничка припадност, значи дали македонците би гласале за кандидат албанец или обратно, па да видиме што ќе ни каже Боби Христов. Сет прашања околу перцепцијата за профилот на едниот претседателски кандидат следуваат во овој блок, кои се најзначајните вредности што треба да ги исполнува претседателскиот кандидат. На врвот со 25% е честноста, чувството за одговорност 17,3%, па потоа следуваат толеранција, решителност, храброст, спремност за политички диалог, патриотизам. Честноста и чувството за одговорност доминираат како главни две вредности и во случај на споредба според етничка и според партиска припадност на испитаниците со мали процентни поени разлики. Можете да ги дебатирате во натамошниот тек доколку сакате, но се навистина незначителни. И доаѓа исто така битно прашање во однос на тоа за каков политички профил на кандидат би се определиле гласачите, дали би гласале за кандидат за на друга етничка заедница е прашањето и мнозинството одговори 53,6% не би гласале, 41,2% би гласале за кандидат од друга заедница. И тука веќе не може да се прескокне споредбата според етничката припадност на испитаниците, бидејќи покажува диаметрално спротивни податоци, односно наспроти мнозинството од 62,1% од македонците кои не би гласале за кандидат од друга етничка заедница, 56,9% од албанците би гласале за кандидат од друга етничка заедница. Како партиски стојат овие проценти, оставам за понатамошната дебата. Друга алтернатива, дали би гласале за кандидат на партија на која што не сте симпатизер? И овдека специфични одговори. 58,4% не би гласале, 35,1% би гласале. И тука е најинтересно што кај припадниците на албанската заедница врзаноста за партијата е многу поголема и огромно мнозинство, над некаде 81%, не би гласале за кандидат на друга партија, додека кај македонците тој сооднос е само 5% поени разлика. Партиски гледано пак нема големи разлики и затоа ги прескокнуваме тие табели, сите се закопани во своите робови. Следува следното прашање, за тоа се потребни уставни измени, но некако постојано се актуализира пред секој претседателски избори како да се бира шефот на државата. Големо мнозинство од 80% сметаат дека шефот на државата треба да се бира на директни избори, наспроти 13,8% кои што сметаат дека треба да се бира во собрание. И тоа е консензуален став без диспропорции, ниту во поглед на етничката, ниту во поглед на партиската припадност на испитаниците. Полесен блок прашања и одговори секако, но не и без значај. Жане, поведете со дебата.
Благодарам Еве како реагираат анкетираните на тоа кои се незначени вредности и кои сакаат да ги видат кај кандидатот за председател. Горан, интересно е што бараат честност. Да е премиер е логично, да е председател нема со чекмеџето толку многу работа, има ограничен буџет и слично. Па потоа оди чувството за одговорност, а интересно е што политички диалог 8,8 само. Па јас мислам дека честност, тоа луѓето инстинктивно одговарале на прашањата, бидејќи што ме политичар мора да е нечесен, дека таа е перцепцијата во принцип и демек еве тоа е честност. А од друга страна ние 10 години имаме и заборавено што е тоа председател, што треба да биде председател, дека председател не е некој човек што само ќе ги аболицира своите криминалци или што ќе оди 3 пати годишно во Азербејџан, дека председателот треба да има нешто друго, други квалитети. Затоа и луѓето не реагирале на овие одговори дека некој што е отворен, што е толерантен, што е спремен за политички диалог. Сосема спротивно од ова што ние до сега сме го имале, бидејќи немаме, да речеме, рол модел според кој, а другите председатели од порано се, да речеме, забраваа 10 години се поминати. Беше со својот авторитет Глигоров, Борис Трајковски, кој што пак и со сопствената партија имаше неприлики, дури можевме да речеме дали тогаш исто така постоеше и Глигоров и Трајковски беа во времиња кои што беа историски за Македонија. И Иванов е во време кое што е историско за Македонија, меѓутоа тој постапи сосема неисториски, да речеме, односно некако на друг начин ќе го памети историјата. Искрено да ви кажам, јас сум веќе презаситен од историја во Македонија и би сакал следниот председател да не се бави со историја во Македонија. Така што мислам дека кај нас сето тоа мора да се преувелича, бидејќи е нели партија, политика, посебно во оваа ситуација во која што сега се наоѓаме. Инаку да сме некоја нормална држава, мислам дека изборот на председател би бил нешто што само ќе ја потврди некаква тенденција на раст на некоја партија или пак ќе покаже како што покажуваше во други држави, например во Словенија, некаков вид на отпор кон досегашните елити. Крчаловски и во однос на прашањето дали на председателските избори би гласале за кандидат на друга етничка заедница, не велат 53,6%, 47,2% да, меѓутоа она што е интересно дека албанците повеќе би прифатиле македонец за кандидат и тие велат да, би прифатиле 56,9%, меѓутоа кај македонците 62,1% рекле не, СДСМ логично повеќе би прифатила од друга етничка заедница за разлика од ВМРО, ДПМН, меѓутоа сепак 27,4% би рекле да, и ова е уште еден показател во однос на тоа каков профил на човек е потребен за кандидат. За жал и тука се покажува поларизацијата, иако мислам дека е малци дури стивната смалена разликата на тие што не би гласале за кандидат на друга етничка заедница. Ова со албанците логично, бидејќи на крај кога ќе останат двајца, во сите случаи до сега биле македонци двајцата и мислам дека се пропушти златна шанса со Емир Салмани. Тогаш и длабоко сум уверен дека грешката таму негова беше што кандидатурата ја одбиеви првиот ден од периодот за кандидирање, не последниот, бидејќи Ибрахим Преска рече кај албанците веќе уште тогаш имаше заситување и незаинтересираност за председателски избори, па што беше јасно дека не може да се избере албанец и не сака дури ДП да имаат кандидат. Дури од кога Имер се истакна кандидатура, тогаш двете се побрзо или поспоро за 2-3 дена се организира и Агран Буџако и Мируша Хоџа беа истакнати како кандидати и земаа 100.000 гласови кои беа доволно да ја оберат кандидатурата на Салмани да влезе во вториот круг. За жал тоа се пропушти и сега не гледам таква шанса и затоа на албанците им останува на крајот изборот пак за македонец да гласаат во вториот круг и затоа верувам дека се тие проценти дека кога ќе испаднат сите албански кандидати ќе гласаат секако за македонец и нормално дека се спремни, а за жал партиската
поделеноста поголема отколку етничката и само се демонстрира пак таа поларизација и интересно е што пак албанците се доста по-радикално концентрирани. Ја немав таков впечаток до сега дека ево 80% не би гласале за друга партија. Поспремни се да гласат за друга етничка заедница отколку за кандидат на друга партија. Ама пак укажува дека уште многу имаме прво на департизација да работиме, па потоа на деполаризација по Гржановски го спомна Имир Селмани како пропуштена шанса и факт е дека партиите на албанците до сега не покажаа спремност да се договорат за заеднички кандидат како партии. Ние тука немаме анкета по партии на албанците или пак да изведат свој кандидат кој ќе го поддржат како независен и тука е всушност и губењето на можноста да влезат во вториот круг. Ние ова само по себе кажува дека е очигледно дека ние имаме два блока политички, значи леви и десни блок до некаде, иако според профил, односно според стандардизација на политичките партии, не знам колку нашите партии се совпаѓа со тие со своите карактеристики во едниот или во другиот блок, но ете, и постои некаква поделба, невидлива можеби, и тоа кажува дека нема консензус кај албанците, нема ни кај македонците за заеднички кандидат. Затоа па има консензус помеѓу две или три партии македонски и албански кои што припаѓаат на еден блок, вообичаена коалиција на власт или опозиција. И веројатно тука ќе се бара и следниот кандидат. Значи, ова што албанците 80 нешто посто нема да гласа за кандидат кој што не е нивна партија, мислам дека може да се преведе дека они ќе гласат за кандидат најверојатно македонец кој што нема да биде од партијата што они не ја прифаќаат, не ја сметат за пријателска, да речеме. Во случајов ги видовме претходно која таа партија и затоа мислам дека нема да биде голем проблем да гласа за македонски кандидат кој што ќе биде прифатлив за нив, односно за мене мислам дека прифатливоста ќе се гледа по тоа што тој кандидат ќе покаже отвореност кон албанците, ќе покаже како што тоа го направи Заев за ако ни треба некој модел, тоа би бил модел. Он не направи кој знае што посебно, но им се обрати, им се приближи, комуницираше со нив и на тој начин ги придоби нивната доверба, нивните гласови. Веројатно тоа ќе треба да го направи идниот кандидат, доколку сака да биде прифатен од сите, не само од албанците, и од другите заедници, се разбира. Ова е крајот на емисијата. Ви благодарам што бевте гости. Ова е прва дебата и прва анкета во однос на претседателските избори. И јас се служам со вас дека е добро што ние отворивме дебата и понудивме кандидати да наметнеме, а не партиите да ни наметнуваат нас. Кога сме кај партиите, да го повторам партискиот рейтинг, доколку денес одржуваат парламентарни избори за која партија би гласале, СДСМ 26,9%, ВМРО ДПМН 20,6%, ДУИ 7,4%, Алијанса за албанците 3,1%, БЕСА 2,5%, независен кандидат би добил 1,6%. Ова е последната анкета во топ тема на ваша страна, но не и последна, се надевам, во нашата соработка. Благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма.